Председател на владата на Република Македонија, почитувани високи представници на Светската банка, почитувани присутни. Господинот Саведра зборуваше за глобалната криза во образованието. Со нашето присуство овдека, на највисоко ниво, почнувајќи од премиерот на Република Македонија, покажуваме дека Република Македонија и владата на Република Македонија е свесна за кризата во која што го затекнавме образованието во Република Македонија. Не само што сме свесни за проблемите, но првите чекори кои што ги прави оваа реформска влада ги прави токму во образованието и денеска оваа конференција е исто така место каде што треба да размениме мислење, да слушнеме идеи, да си помогнеме едни на други во понатамошниот развој на реформите со цел образованието да го донесеме до секое дете од моментот на неговото раѓање, од моментот на неговите први можности за учење. Има многу конференции на кои што слушаме блескави и безпрекорно формулирани говори со силни идеи и големи амбиции, но она што за нас е важно е што од кажаните зборови ќе отвориме во акција, во промена, колку ќе бидеме истрајни во нашите заложби, одлучни во нашите акции и инклузивни во нашите процеси. Владата на Република Македонија на образованието гледа како на влог во нашата иднина, влог во општеството. Тоа што ќе го вложиме, вредностите на кои што ќе ги научиме, солидарноста, владењето на правото, потчита, грижата кон животната средина, тоа ќе се рефлектира во општеството неколку години подоцна. Аристотел рекол дека оние кои ги образуваат децата се многу позначајни од оние кои ги направиле. Бидејќи тие што ги направиле им дале живот, но тие што ги образуваат им покажуваат како да живеат добро. Тоа е целта на образованието, да го развиваме умот, вештините, моралните вредности на децата од најмала возраст. Несомнено е дека доброто образование е појдовна основа за квалитетен живот. Образованието и воспитувањето започнува дома, бидејќи односот на родителите, старателите со децата се првите впечатоци што всушност тие деца ги стекнуваат и нешто што останува и ќе влијае во текот на животот на еден поединец и сите негови постигнувања и успеси. Истражувањата покажуваат дека првите неколку години од животот на едно дете се всушност и најважните за неговиот развој, затоа што сите искуства кои што ги стекнува влијаат врз целокупниот негов живот. Децата кои што не напредуваат кога се мали, голема е веројатноста дека тие ќе имаат потешкоти и понатаму во животот. Затоа е особено значајно предучилишното образование и воспитание. Повторно ќе се вратам на говорот на господинот Саведра, кој што рече, честопати имаме училишта, но немаме учење. Целта практично на создавањето, на градењето на градинки е градење на места кои што нема да бидат само места што ги заменуваат бабите и дедовците, каде што децата спијат и јадат и го поминуваат денот, се додека не се вратат дома. Времето поминато во градинка е всушност драгоцено време за инвестиција во иднината на нашите деца. Затоа наша обврска е да обезбедиме ран детски развој, на што сме посветени и работиме партнерски Министерството за образование и наука, заедно со Министерството за труд и социјална политика во рамките на оваа влада. Свесни сме дека добра и квалитетна едукативна програма во градинките, зголемување на опфатот на децата во градинки ќе се рефлектира на постигнувањата на целиот образовен систем, а дека во основното образование ќе имаме поспремни деца кои полесно ќе ги совладаат вештините, побрзо ќе учат и веќе ќе бидат социјализирани. Практичарите велат дека учениците кои што посетувале градинка полесно и побрзо ги научуваат и ги совладуваат содржините, за разлика од оние кои што не биле дел од предучилишниот систем. Затоа, како влада, сме и посветени на реализација на заложбата што поголем број деца да бидат опфатени и едуцирани во јавните предучилишни установи.
Мислам дека не сум субјективна кога велам дека образованието практично е најважниот процес кој што се одвива во секоја држава. А реформата во образованието, која се одвива во моментот во Република Македонија, е најважната реформа која што ја води оваа влада, бидејќи нејзините резултати ќе бидат и ќе дадат долгорочни последици на иднината на нашата земја, но и на иднината на секој наш граѓанин. Добрата и квалитетна подготовка во образовниот систем има огромно значење за остатокот на животот и водат кон подобра работа, подобри примања, кон подобра здравствена заштита, развој на науката, технологијата. Во образовниот систем и преку образовниот процес го менуваме ликот на општеството. Затоа мора да инвестираме во образованието, бидејќи на тој начин инвестираме во добрата иднина, ја градиме иднината на Република Македонија, водени од мислата на Линколн, дека единствениот начин да ја предвидиш иднината е да ја создадеш. Ви посакувам успешна конференција, чии што заклучоци ќе помогнат во креирањето на политики со кои што ќе ја создаваме иднината на нашите деца. Ви благодарам.